Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. На улиците на Њујорк дуваше силен ветер. Сами ја стави капата врз ушите. Секоја вечер тој пешачеше со татко му. Поминува автомобили, се слушаше чкрипење на сопирачки, имаше жени кои се туркаа на автобуската постојка со раце полни со пакети. Сите брзаа некаде. Тато, во што е смислата на она? Татко му, кој беше длабоко замислен, праша. На што мислиш? Звездата, тато, звездата. Зар не ја гледаш? Возбудено покажа на прозорецот на една од куќите. Таму имаше запалена свеќа, чиј пламен блескаше како звезда во темнината. Тие луѓе ставиле свеќа на прозорецот за нивниот син. Тој е многу далеку, во војна, и се бори против нашите непријатели. Ако некогаш загине, тогаш ќе изгаснат свеќата. Продолжувајќи да одат натаму, таткото помисли. Се надевам дека никогаш нема да треба да ставам свеќа на прозорецот за нашиот син. Сами продолжи да барат звезди. Тато, еве една. И уште една. Гледај, на еден прозорец има 2 свеќи. Тоа семејство, веројатно, има 20 синови во војната. На крајот на улицата сами ја подигна главата и одеднаш застана. Го задржа с дивот како да се случило нешто неверојатно. Тато, види таму. Тој ја забележа вечерната звезда, вечерницата на темното небо. Дали Бог има син и тој ставил звезда на прозорецот? Да, Бог има само еден син. Го испрати да се бори против злото во овој свет и победи. Не со оружје, туку со љубов. При тоа тој го даде својот живот. Тој ги сакаше дури и неговите непријатели, тие кои го распнаа на крст. Бог го воскресна од мртвите. Преку него можеме да имаме мир со Бог и со луѓето. Подоцна сами често размислуваше за звездите на прозорците и мислеше на оној кој се бореше против злото во светот со тоа што го понуди својот живот. Исус ни донесе мир, а сепак се уште има ужасни војни кои предизвикуваат страв и страдања. Бомби и куршуми го згаснуваат животот на многу луѓе, но звездата на Божиот прозорец не може да биде изгасната, ниту може да биде изгаснат оној кој дава спасение и мир на сите кои се молат. Исус Христос. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!